поздравуваме од стоматолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Овде сме со цел да ги најавиме бесплатните стоматолошки прегледи кои што се наменети за сите оние лица од трета доба и за лица од социјално загрозени семејства. Овие бесплатни стоматолошки прегледи се одвиваат 3 години поред, токму овде каде што се наоѓаме. Колку всушност интерес има за овие прегледи и зашто најмногу всушност доаѓаат пациентите, односно со какви стоматолошки здравствени проблеми се соочуваат? Во продолжение слушаме многу повеќе од моите денешни гости. Станува збор за асистентот на катедрата за протетика Стефан Кузмановски и председателот на студентите Давор Джиковски. Најпрво ќе го започнеме разговорот со асистентот на катедрата за протетика. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро на вашите гледачи. Драго ми е што имаме можност да ги најавиме овие бесплатни стоматолошки прегледи. На самиот почеток ќе прашам со оглед од тоа, напоменав дека 3 години поред се одржуваат во соработка со Сдруженијето на пензионери, Сојузот на пензионери. Како дојде всушност до оваа соработка и реализација на овие прегледи? Така, најпрви овој проект започна како иницијатива на стоматолошкиот факултет уште во 2020 година преку соработката со Црвениот крст, со кој што беа фатени граѓаните од социјално ранливите категории, а понатаму во 2023 година се продолжи преку соработката со Сојузот за пензионери, со кој што се прошири на некој начин овој проект и се фати граѓаните од третото доба. Целта на овој проект е да се унапреди на некој начин оралното здравје, да се подигне свеста за значењето на оралното здравје кај овие граѓани од третото доба кои што можеби не се во ситуација да си дозволат некои основни стоматолошки третмани и да им се подобри на некој начин и целиот квалитет на животот. Во суштина не се работи само за бесплатни прегледи, туку и за еден бесплатен стоматолошки третман кој што опфаќа комплетна санација на целата забала. Така што тука се опфатени голем број на фази, голем број на интервенции кои што се од различни области и домени на стоматологијата. Зашто најчесто доаѓаат самите пациенти? Со какви проблеми здравствени се соочуваат? Така, најчесто нашите пациенти доаѓаат заради протетска рехабилитација на забалото, односно изработка на мобилни или фиксни протетски надоместоци, но за да се стигне до протетскиот дел, потребно е да се санира претходно целото забало. Тука се најчесто тие конзервативни третмани каде опфаќаат екстракција, односно вадење на заби кои што се со лоша прогноза или корени кои што се со исто така лоша прогноза, понатаму ендодонтски лекување на забите, пломбирање на забите, чистење на пародонтални џебови на забен камен, за да се стигне на крај, нели, да се создадат услови и да се добијат можности да се изработи протетско помагало. Најчестата причина е, значи, изработката на протетски помагала и досега навистина интересот е доста висок и нашиот апел преку ваквите емисии е да се зголеми на некој начин бројот на граѓани кои што би се пријавиле на ваквата акција, бидејќи ќе си добијат навистина еден квалитетен стоматолошки третман. Видите, да се пријават, тоа е целта, значи треба претходно пријавување пред да дојдат овде на преглед. Може ли да напоменаме дали има одредени денови кога се одржуваат тие прегледи? Нема одредени денови, секој заинтересиран граѓанин може да се јави на телефонски број преку кој што се закажува термин зависно од термините кои што постојат за практичната настава, каде што граѓаните ќе се дојдат на еден прв преглед кој што е навистина безболен, се прави само една констатација на ситуацијата во устата, што треба да се работи, односно се прави еден план на третман. Навистина се работи за еден интердисциплинарен пристап во самиот третман, така што истиот пациент ќе биде прегледан од различни специјалисти по различни области, може да се детектираат и различни други ситуации, например различни преканцерози и слично, и да се дојде навистина на крај до еден квалитетен и успешен третман за самиот пациент. Би сакал да напоменеме нешто повеќе за признанието кое што го доби овој проект кој што трае веќе 3 години. Од колкава чест е значење да се добие признание за еден ваков проект во кој што се вклучени и самите студенти? Така, ова беше навистина голем чекор и знак дека навистина е препознаено фактички ова наша акција во општеството. Факултетот во 2024 година ја доби наградата 13 ноември на град Скопје за социјална заштита. Тоа навистина беше еден голем чекор и за нас едно признание дека навистина треба и да го продолжиме понатаму овој проект и да го прошириме и со други различни активности за да навистина го унапредиме здравјето, односно оралното здравје кај ова категорија на граѓани од третото доба. Дали ќе може да кажеме накратко како би можеле сите заинтересирани да се пријават? Да, секој заинтересиран граѓанин може да се јави на телефонскиот број 071-223-320, со тоа да си добие термин за преглед и понатаму да си продолжи самиот третман.
Благодарам многу за одвоеното време. Ова вклучување ќе го продолжиме и со мојот друг гостин Давор Џиковски, кој што е председател на студентите. Ќе прашам какво е искуството да се работи со пациенти кои што всушност самиот тој проект е и дел од наставата на факултетот. Да, секако одлично искуство е да се работи со самите пациенти, бидејќи тоа што сме го стекнале како тек на теоретска настава, сме го примениле на самите столчиња, каде што пациентот имал реален проблем, кој што ние сме му укажале помош, сме го диагностицирале проблемот, сме дошле до третман кој што сме го укажале најчесто кај пациентите, како што кажа колегата, кои што се пензионери, се извршуваат третмани со протетски помагала, бидејќи пациентите кои што се постари имаат изгубено своите заби, најчестите интервенции се изработка на протетски помагала. Каква е комуникацијата со самите пациенти, со лицата од трета доба кои што најчесто доаѓаат на овие прегледи? Како всушност е чувството во пракса ете да го пренесете сето тоа знаење со кое што сте се стекнале при самите студии? Чувството да се разговара со пациентите обично третата доба најчесто е прекрасно, бидејќи секогаш имаат простор за разговор, имаат време, никаде не се брзаат, секогаш разговараат со нас, ги интересира нешто како да го одржуваат своето орално здравје, бидејќи дотогаш го запоставиле, ги изгубиле своите заби, останале без некој апарат кој што им помага во секојдневниот живот, го нарушиле квалитетот на својот живот. И ние секако гледаме да им помогнеме преку разговори, преку нашите изработки кои тој ќе ги направиме во нивната уста за да им се подобри квалитетот на живот и секако да им дадеме некои совети за понатаму да одржуваат подобра орална хигиена. Верувам дека за време на овие интервенции навистина важен дел е и оној менторски дел, односно самото надгледување од страна на ментор. Секако професорите и асистентите на факултетот секогаш се тука до нас да ни помогнат во секој момент кога ние некогаш ќе подзастареме, не може да извршиме некоја дел од некоја интервенција, секогаш тука се да ни укажат или доколку треба да ни покажат директно на врз пациентот како треба ние да го извршиме тоа за понатаму да стекнеме ние некое искуство кое што би ни било од значење понатаму и во студиите и во кариерата. Ви благодарам многу за одвоеното време и на вас разбира што имавме можност да говориме на оваа тема. Се надевам дека сите информации беа од корист за нашите гледачи. Говоревме за сите оние бесплатни стоматолошки прегледи кои што се одржуваат на стоматолошкиот факултет во Скопје и се наменети за лицата од трета доба или за лицата од социјално загрозени семејства.